Само монети тропаа во касичките на Црвениот крст поставени на трите пункта во Штип. Според учениците од Општинското основно училиште Ванчо Прке, волонтери во клубот на млади при Штипскиот Црвен крст, кои беа распоредени на пунктот во населбата Сењак, истакнаа дека жителите во овој дел од градот донирале само пари. Овде сме од 9 часот утрината, доваѓаат луѓе и не прашуваат зошто е донацијата, им објаснуваме зошто и донираат пари за само. Се интересираат и млади и возрастни, значи секви. И за сега само оставаат пари. Да и се донира, да и се помогне, бидејќи многу е поплавено таму и не можат да си купуват од продавниците они сами. Истиот случај на пунктот кој е поставен на мини плоштадот во центарот на градот. И таму волонтерите на Црвениот крст рекоа дека мал е бројот на донатори кои претежно донирале парични средства. И дава пари, средства. Што најмногу? Па повише имаше пари. Возрастните дава пари и средства исто така дава. Третиот пункт се наоѓа во холот на општинската зграда, каде малите волонтери истакнаа дека хуманоста Штипјани ја покажале во раните утрински часови, додека подоцна интересот се намалил. Беше многу заинтересирана, но сега е малце пославо, бидејќи повешта платија, донира и затоа сега е пославо. Пари, само пари, парични средства, ништо друго. Вода, храна не? Не се донира, може да донираат, но не се донирале никој. Она што го напомена Никола Камчев, секретар на Штипската организација на Црвениот крст, е дека освен парични средства кои подоцна ќе бидат префрлени на сметката на Фондот за солидарност, она што може да се донира е нерасиплива храна и тоа конзервирана, зејтин, брашно, макарони, граф, лекја, ориз, шекер, сол. Потоа вода за пиење и хигиенски средства. Пунктовите на трите спомнати локации ќе бидат поставени во текот на утрешниот ден, а од Црвениот крст се надеваат дека кај Штипјани ќе се разбуди хуманоста и помасовно ќе им излезат во пресрет на настраданите за време на поплавите кои го погодија Тетовскиот регион. Сите заинтересирани кои сакаат да донираат исклучиво парични средства, ќе може тоа директно да го сторат на жиросметката на Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија и на телефонските броеви за донации на трите мобилни оператори кои ги гледате на вашите екрани.